Ако може. Почитувани граѓани, што ли уште треба да се случи за градоначалникот на Битола Владимир Талевски да си поднесе оставка од функцијата и да го слободи градот од криминалот, корупцијата и скандалите со кои ја разнебити Битола? Не ли е срамота конзулска Битола да има градоначалник кој помина 3 месеци во притвор поради сомнение за сторен криминал и на кого денес една од главните работни задачи му е пријавување во основниот суд во Битола секој петок во неделата? Талевски, за кого специјалното јавно обвинителство најави обвинителен акт за коруптивни тендери со кој се проневерени 360.000 евра народни пари и понатаму упорно седи на градоначалничката фотелја. Актерот Владимир Талевски се покажа како раритет, посебен примерок од политичарите на ВМРО ДПМН, кој остана единствениот споменат во бомбите на опозицијата, кој не си поднесе оставка. Дури неговите ментори, Груевски, Јанкуловска и Јанакиевски си замина одамна, но Талевски се уште се бори и не се дава. Ова зборува за каква личност станува збор, за каков ментален склоп и психологија на владење и делување. И токму истиот тој Талевски, наместо да биде во затвор, без срам и совест, деновиве се појавува на протестите во Битола за да бранел унитарноста на државата. Можно ли е политичарите кои ја украдоја сега да ја бранат државата? Не е можно. Всушност тие се бранат самите себе си ја бранат слободата, си ги бранат привилегиите и парите кои ги украдаа од граѓаните. Си ги бранат становите во касарната, становите во Скопје, викендиците, скапите автомобили, луксузниот живот и дебелите банкарски сметки. Во јавниот живот на Република Македонија, во иднина ќе нема место повеќе за политичарите криминалци, за корумпираните сејачи на магла. Преку овој прес, уште еднаш бараме јасно и недвосмислено од Талевски да си поднесе оставка, да ја ослободи општината, бидејќи овој град и овие граѓани заслужуваат иднина, економски развој, почист воздух и домакинско правување. Благодарам.